И повторно сме назад во студиото на телевизија Алфа. Продолжуваме со утринската програма и време е за вториот разговор ова утро. Ова утро заедно со нас и со вас е Антонио Велковски, нутриционист и автор на книгата Ајде да јадеме, вкусни и постни рецепти за секој ден. Повторно ќе ви кажам дека овие разговори се договорени претходно и голема благодарност до нашиот втор гостин, кој што навистина професионално си на својата должност сепак дојде овде во телевизија Алфа, каде што ќе зборуваме за неговата прва книга. Антонио, ви благодарам. Нема да почнеме вообичаено поздравот како што е за утрото, бидејќи денот е таков, времето е такво. Благодарност и до вас, кои што сте ова утро заедно со нас и со нашите гледачи, со нашата публика, да ја промовираме вашата прва книга Ајде да јадеме. Ова се вкусни и постни рецепти за секој ден. Во време сме на пости, во време сме на православните христијани, односно си постат пред Великден, во време сме и на пости каде што и муслиманите постат, меѓутоа ова се сепак постни рецепти, нели сепак се за оние кои што не јадат месо, млечни производи и сето она што го вклучува христијанскиот пост. Имавте промоција официјално на вашата прва книга во четвртокот, на 13 март во Diamond Mall во литература. Сега ќе позборуваме и телевизиски малку ќе ја промовираме вашата прва книга. Честитки за книгата. Ова е, претпоставувам и верувам, ова е плод на вашата долгогодишна работа како нутриционист. Така, да. Збирка од некои рецепти од мојата работа со клиенти, значи сето тоа е сублимирано на некој начин и од тоа што забележувам дека луѓе баш кога ќе дојдат пости едноставно не знаат што да сготват, што да јадат, што да искомбинираат, па еве, оваа книга е резултат на сето тоа. На вашата работа, колку години работите како нутриционист? Па веќе 5 години работам, така што веќе имам на некој начин представа како луѓе се снаоѓаат или повеќе да речам не се снаоѓаат кога се постите, па од тука излезе и целата инспирација за книгата. И тоа е впрочем и идејата нели на оваа ваша книга, што обработува книгата, колку рецепти има, исклучиво се постни рецепти за ручек, за вечера, претпоставувам појадок или како? Значи, книгата, како што беше договорено, затоа што нели во договор со Арсламина го правев тоа, договоривме да има некои 80 на рецепти, ние надминавме, дури некои од рецептите се фактички еден рецепт содржи неколку. Кога ќе земе некој книгата ќе свати зашто правам муабет. Има некои 80 на рецепти, сите се поделени по доручек, главен оброк, салати, чорби или супи и десерти. Ги поделивме во категории, меѓутоа тоа не значи дека тие се некои строги категории, дека не може меѓу салатите дека не може да се искористат како за главен оброк, затоа што голем дел од салатите баш се целосен оброк. Да. Меѓутоа сакавме да ги одвоиме како побрзи варијанти за оброк што може сега да се состави. Обично сите мислат дека кога се пости треба ностоп да се биде во кујна, да се готви. Овде има и малку посложени рецепти, макар што тие се многу мал процент, и поедноставни, кои што се поголемиот дел од рецептите, така што некои дури се и без готвење воопшто, така што тој што сака да се посвети баш на постите овој период, може да најде доволна инспирација. Да, овде има во книгата покрај тоа што има значи рецепти, има и фотографии. Така. Од еве јас вака малку ќе покажам некои од ако може да се видат еве вака фотографиите, тоа се сликани, претпоставувам, ваши рецепти, како што го подготвувате рецептот, еве така си оди и фотографијата. Кажете ми сега, може да споделиме некој рецепт, бидејќи се време на пости. Што најмногу, еве овдека отворив сега на риба, ете така, риба со, ќе ми помогнете вие, турски пилав од булгур. Така, на тоа отворив. Инспирацијата ми е уште прв пат кога отидов во Турција пред не знам колку години беше, и тогаш се запознав прв пат со тој начин на подготвување на бунгур или булгур и некако сакавме да го вклучиме ние и дома, испробувавме да го доловиме тој вкус на булгурот и свативме дека многу убаво оди со риба. Значи
права муабет за пред некои 5-6 години. Ни остана нас дома на менито и баш сега кога ја правевме книгава, си реком, значи зборувам во множина затоа што јас и мојата сопруга го изработувавме заеднички, нели, овој готвач. Си рековме мора да се најде една ваква варијанта, затоа што е многу вкусна и булгурот е нешто што е малку можеби и подзаборавено или едноставно не се користи, а го има во продавниците и многу брзо се спрема, многу побрзо од ориз да речеме или од некои други житарки со едно едноставно варење од 15 на минути, плюс кога ќе се додаде и доматен сос, еве конкретно како што е рецептот, нели, доматен сос, доматно пире, зачини некој како црвен пипер, како мешан сув зеленчук и скомбинирано со кој било тип на риба и уште малку зеленчук свеж, веќе имаме еден убав посебен оброк. Сакам да ја прашам, Антонио, кажавте 80 рецепти. Дали се овие рецепти само од нашето македонско поднебје или користите можеби рецепти и од медитерански, можеби, бидејќи сепак со риба се, врз база на риба се, нема овде месо. Нема. Да се разбереме, бидејќи сепак се друго пости. Нема. Медитеранските вкусови се фактички основната инспирација на сите рецепти. Некако јас се обидов да направам сублимат на тоа што сме го готвеле дома со години. Затоа што јас доста експериментирав со растителната храна, посебно пред некои 10 на 15 години, кога почнав малку повеќе да ја испитувам растителната храна. Ни стана дел од менито вообичаено. И сум црпел инспирација од разни рецепти, сум наоѓал на интернет, па сум ги менувал или сме ги менувале дома. Сме ги правеле според тоа како нас ти се допаѓаат, нели, со состојки што тука се за нас карактеристични, значи инспирацијата има од различни кујни, меѓутоа со состојки што може лесно да се најдат на нашиот пазар. Мене ме прашуваат многу често дали има некои сложени состојки, нешто што треба многу да се бара. Јас само викам едно, да речам, поголемо пазарање во некои од големите маркети ќе ви ги снабди 90% од состојките што се застапени во книгата. Значи, рецепти инспирирани од различни кујни, меѓутоа прилагодени за нашиот пазар. Така. Одат веќе, Антонио, фотографии на екранот од вашата промоција, која што се случи на 13 март, во четвртокот, во литература, во Diamond Mall. Да. Какви се вашите впечатоци? Сето ова е во организација на Арсламина. Да. Така, тие ви се и издавачите на Ајде да јадеме, вкусни и постни рецепти за секој ден. Какви се вашите впечатоци од промоцијата, како помина сето тоа? Кога дојдовте овде ми кажавте се уште под импресии од сето тоа што се случуваше на промоцијата. Јас и не можам баш нешто многу да вака сега ми се враќаат нели спомените, моментите, затоа што таму имав доста трема. И бев нели возбуден сепак. Макар што од Арсламина се беше организирано како што треба, тие се професионално си ја работат. Да, јас немав нешто многу улога, затоа немав терет околу тоа да организирам. Така. Да. Меѓутоа пак некако кога вниманието е свртено кон вас, одговорноста е голема, нели што ќе кажете, како ќе се представите. Имаше некаде над 70-80 луѓе присутни, голем дел што не ги познавав, нели, што дошле баш затоа што ме следат на социјалните медиуми, што посебно ми е задоволство. Гледав со сите да направам муавет колку што се може. Мислам дека добро им ја приближив книгата, имаше и дегустација. Дегустацијата помина супер, затоа што јас кога додека успеав да дојдам до делот за храна, веќе немаше ништо. Така што би ја прогласил за доста успешна. И малку поразлична промоција од што сме навикнати, бидејќи како што кажувате и дегустација на храна сепак имало. Комплетно, да, и дружење. Мене ми беше многу битно што таму се видов со луѓе со кои на пример комуницирам исклучиво на интернет. Сме се запознали или сме замениле некои мислења и таму сме сега тука се запознавме во живо. Така што беше еден баш убав момент. Да. Кога сме веќе кај книгата, Антонио би сакала покрај Арсламина, кои се останатите кои што ви помогнаа за ова вака да изгледа како што изгледа и кои ви беа промотори вечерта? Така, значи, фотографиите ги направи Александар Ристовски медија, подпишане нели на книгата. Дизајнот е на Арсламина, комплетниот на книгата. Промотор, односно и водител на промоцијата беше Ана Шутиновска, која што е моја добра пријателка, водителка на Антена 5. И воедно таа најдобро ги знае рецептите, затоа што јас имам и соработувано со некако нутриционист. Така што некако прво ми дојде
на памет да биде таа водителка затоа што има испробано тоа што нели јас го препорачувам како рецепти. Луѓе кои што во кои што имам доверба фактички соработував, вклучувајќи ги тука и Арслан Минак со кој што бев постојано во контакт, значи апсолутно ме прашуваа и за дизајнот дали ми се допаѓа, не беше нешто направено нели едностранно, туку баш во соработка. Бои, значи дискутиравме до бои, до фонтови, до се беше една долга соработка, меѓутоа постојана и еве ова е резултатот. Да. Сакала да прочитам еве вака од корицата од крајот, бидејќи како што кажувате, јадењето, подготвувањето на оброк е една уметност. Така. Велите, открите ја магијата на здравата и вкусна исхрана со овој уникатен посен готвач, кој представува вистински одраз на долгогодишно искуство, посветеност и љубов кон кулинарството на нутриционистот нели Антонио Велковски. Ве очекуваат овде внимателно создадени рецепти од лесни појадоци и разновидни главни јадења до ароматични супи, свежи салати и неодоливи десерти. Значи, посно има се. Така. Тврдам дека е така, затоа што посебно за супите, чорбите ни беа некако и сега кога ги пак ги подготвуваме, затоа што голем дел од тие рецепти дури јас веќе сум заборавал дека сме ги спремале некаде. Баш ги вадевме од фолдери заборавени, да не речам, ни биле омилени и свативме колку се посебно супите, чорбите вкусни и колку може да бидат лесен начин како човек да воведе повеќе зеленчук во својата исхрана. Еве јас на пример баш спомнував, има една зелена супа со спанаќ која што е многу вкусна. И моите деца кога на пример не обожаваа нешто многу спанаќ, блитва, слично, јас им правев таа супа. И им беше омилена. Значи воопшто не сакаа да пробаат нешто од тој тип на зеленчук, а успевав преку супата да им го воведам во исхраната. Има исто така супи од цвекло, нели базата да е цвекло, морков исто така има, така што некој ако не знае како да воведе зеленчук или едноставно се бори со желбата да успее да внесе зеленчук, еве мислам дека ќе му помогнат доста. Баш тоа сакав да ве прашам околу децата, бидејќи тие се тие кои што одбиваат некако да јадат и готвено и да јадат здраво во смисол зеленчук подготвен. Како има ли тука совети за мајките, за идните мајки, за родителите, како да се вметне таа храна во секојдневната исхрана кај нивните деца? Конкретно нема, меѓутоа јас имам напишано некаде кои рецепти доста ги прифаќаат моите деца, значи еве ако е тоа некој репер. Јас секогаш ги советувам родителите да одат постепено, значи со без преголем притисок и на начин на кој што децата би сакале да ја примат одредена храна. Мислам дека на децата еве на пример тие подготовки на супите или поедоците како што се подготвени, на пример некој дете можеби не сака нешто многу овоше, меѓутоа кога ќе се искомбинира во некоја од овесните каши или такви некои или како намаз нешто искомбинирано, мислам дека полесно ќе го прифати. Да. Кога децата постепено ги навикнуваме на такви вкусови, верувајте дека има успех. Ни моите деца не се родиле со голема желба, не знам, за зеленчук да јадат. На крај крајшта децата се секогаш посклони кон поблагите, поинтензивни вкусови, нели? Така што само треба упорност и мислам дека со едни вакви рецепти кои што се доста прилагодени на да речеме со вкусови, да не бидат нели безлични или здодевни, мислам дека ќе може да успее родител да подметне зеленчук кај детето. Убаво кажавте. Сега Антонио, ние еве сме веќе при крај на разговорот. Вие сепак и од Арсламина ќе се заблагодариме на Ана од Арсламина и на вас секако. Ќе подарите една книга за еден наш верен гледач. Оставам на колегите од режија дали ќе ни го вклучат гледачот во студио. Доколку не, тогаш ќе земат податоци, име и презиме, а оној добитник не мора да доаѓа во телевизија Алфа, туку може во било која продавница на литература во Скопје, во главниот град, да дојде и со име и презиме да ја подигне книгата. Меѓутоа, еве колегите од режија ми кажуваат, ми јавуваат дека имаме гледач на линија. Ви благодарам што сте со нас и ова утро, кој ни се јавува. Дали се слушаме? Уште еднашка ќе прашам, дали се слушаме со гледачот кој што ни е на телефонската линија? Бидејќи нешто слушам јас овде во студио. Добро, да не... Ирена, добро утро.
Благодарам, Баба Роска, што... Роска е. Да, ве познав. Еве, оваа книга, Фала да си Баба Роска, ќе оди кај вас, убави Браво. постни рецепти. Браво. Меѓутоа, не мора да доаѓате во телевизија, било каде во литература, или вие, или вашиот син, со вашето име, доволно е само Баба Роска, и ќе си ја подигнете оваа книга. Во ред? Да. Ова е наша редовна гледачка, која што верувам дека ќе се најдат овие постни рецепти. Так. Антонио, вие сте нутриционист веќе 5 години. Во последно време има многу интерес за здравата храна, се чини дека луѓето сакаат да ги менуваат навиките, значи да почнуваат да се хранат здраво. Да ве прашам, еве вака, имате ли можеби клиенти деца, бидејќи за жал пред некој ден кога беше денот на обезноста, имаше некои навистина фрампантни податоци дека имаме многу обезни деца, бидејќи имаше и една изрека дека обезно или дебело дете, така ќе се израстам, не значи дека е здраво. Да. Баш напротив. Имате ли деца кои што ви се пациенти и каков е интересот сега веќе да се промени начинот на живот кај популацијата кај нас? Јас повеќе сум посветен на повозрастната популација, значи со деца поретко соработувам. Најчесто со деца соработувам со клиенти со кои што веќе сум соработувал па со нивните деца, нели? Искрено е проблем тоа кај децата и вишокот килограми и неприфаќањето на различни вкусови и различна храна. Повеќе би рекол тоа дека е проблемот. Јас секогаш одам, на пример, обично соработувам со родителот и со детето. Заедно, да, и најчесто изработувам програма, кога изработувам за родителот, правам варијанта на таа програма за детето. Најчесто родителот ми вика ќе јаде вакви јадења, ма сака во некоја друга верзија, да, комбинација. Па јас гледам сето тоа да го прилагодам колку што е можно повеќе да го приближам до детето. Кај децата правам доста прилагодување во исхраната, нели, во програмите за исхрана, така што гледам да им ја приближам. Антонио, многу ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас, бевте дел од утринската програма. Ќе има подобри времења и ќе се видиме и во друго издание. Ви благодарам сепак за тоа што ги споделивте вашите совети во оваа книга и секој кој што сака може да ја купи и да си ја набави во литература или на сајтот на литература. Да, надвор од Скопје преку сајтот на литература се добро се функционира, со оглед на тоа, нели, гледам по реакции на луѓе што ми пишуваат, така што може да се порачи и на интернет. Благодарам. Ќе се видиме во подобри времења. Така е.